Вообичаено во терминот на Цакум Пакум нови гости, ексклузивно, а македонското друштво Никола Карев ни ги носи најпопуларните, најдобрите од Македонија. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Поздрав до сите. Така е. Најдовме и благодариме на прекрнството најава. Сега, јас вака со дткање не знам кај ќе завршам, него ќе отвориме програма малце повесело со еден убав рефрен. Може? Така е. Еден поздрав до сите што не гледаат. Ајде. За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Како хор, Уште еднаш добре дојдовте. Голема чест да се соработува и да се има гостин како вас. Даре, долго време постоиме, работиш. Колку долго? Па јас работам негде околу 15 години на музичката сцена. Доста труд вложив и доста напор во мојата кариера. Впрочем, како и секој еден одовде од нас што е, ова работа е многу благодарна, меѓутоа бара навистина голема жртва и професионализам. Овие луѓе до мене се, вклучувајќи се и сам себе, се вистински пример за сето тоа. Ние навистина, ајде да речем, музичарите и уметниците се откажуваме од многу овоземни нешта за да стигнеме до една точка на професионализам каде што ќе народот му бидеме омилени, посакувани и пример, а и нормално ќе сакаат да не чујат и побараат. Па добро, не е лесно да обстојуваш и да се трудиш да се докажеш на естрадата. Не, воопшто не е лесно. Не е воопшто лесно. Таму има и падови, има и тешки ситуации, има и нормално висини кои што ги достигнуваш во кариерата, кои што за секој еден уметник се благородни и благодарни. Меѓутоа, ако сакаш да се бавиш со музиката, мораш да се нафатиш на чист професионализам, меѓутоа е да се навикнеш исто така и на тоа дека сето тоа е променлива работа, дека не си скачиш на врвот. Некогаш си тука, некогаш си подолу, па се дека не застанеш на сврсти нозе. Значи, огромен труд бара ова работа. Да, храброст труд. Апсолутно. Девојката со ангелски глас. Слушнавме, се уверивме. Колку време постоиме, работиме на естрадата? Така, јас професионално се занимавам од мои 16 годишна возраст. Можам да кажам, навистина многу млада, ама благодарна сум на Бога ете што ми дал глас и што си ја сакам работата, навистина. Успеси во понатамошната кариера. Имаме снимано колку песни? Па јас до сега имам снимано 6 песни. Навистина сум, како да кажам, ги бирам песните. Не сакам се и се што да снимам, сакам тоа да е добро и квалитетно и секогаш ги бирам песните и мислам дека така ќе биде и понатаму. Сега ќе кажеме нешто во кратката дружба наша, нешто богато, нешто интересно. Не постоиме една година, 2 години, постоиме долго време. Постоиме од кога сме се родили. Мислам на естрадата. На естрадата, значи, јас и мојот брат, нашето школување го започнавме на 5-6 годишна возраст во нижото музичко училиште. Како да кажам, наследство од нашиот татко, на наши 13 години и јас и мојот брат започнавме да свириме на секакви прослави. Можам да кажам дека веќе 17 години работам и се трудам јас и мојот брат исто така, ние сме мала разлика, една година.
официјално со нашиот бенд сме веќе 5-та година. Како имаме оформено наш бенд и се трудиме, нели, работиме заедно. Пред нас се уште многу години на плодна кариера, како што најави, ние се трудиме да бидеме популарни. Уште сме во нели напори да идеме во што поголема цифра и луѓе да не знаат и така да ќе ни биде мило еден ден да бидеме најпопуларни, како што кажа. Види, 17 години да работиш, да се занимаваш и не таен да бидиш, него успешен да бидиш, соработка со многу колеги, како што малце разговаравме, тоа ќе му го кажеме, вие ќе го кажете на... Нема некој изведувач или музичар со кој не сме соработувале во изминати години. Можам да кажам само дека најголем успех на нас е дека во последните 2 години од нејзиниот живот Есма Реджепова и бевме нејзин бенд, со кој настапивме низ цела Европа, Америка. Имавме во најава пред да почине и турнеја и за Австралија, требаше да се одржи на како опроштаен, одјавен концерт за нејзината кариера. Меѓутоа таа пред време, нели, замина. Сакам, тоа не е некој врв во нашата кариера до сега, но после незе, како што кажав, го направивме нашиот бенд и се трудиме секојдневно да вложуваме во македонската музика, во самите себе си и да бидеме што подобри и како личности, и како музичари и професионалци. Па се надевам ќе успеете во тоа нешто. Имаше некој проект снимано, нешто се работеше пред австралиската турнеја? Така. Пред австралиската турнеја спремивме еден проект кој беше, па да кажам, испратен од далечната, нели, Македонија. Тоа беше проект снимен за нашинците овде. Пред да дојдеме, чисто ете да не запознаат, да видат за кого станува збор. Тоа е, нели, турнеја и соработка со нашиот драг колега Дарко Бигуловски. Подготвивме, нели, неколку песни кои беа фактички најава за нашето доаѓање овде. Инаку, па, репортарот е кој го спремивме за сите наши овде, е широк, голем и нормално со доста наши елементи во него, така да сите кои сакат да слушнат и да видат нешто поразлично во живо, нека погледат на нашите концерти, ќе се подружиме. Една е гледката, нели, на интернет и на YouTube, друго е тоа да се долови целиот момент по живо, да се види. Ево вака, во првиот наш разговор, сега ќе одиме со една мала пауза, ќе чуеме една песма од Даре, од Гоцефест. Сега за која песна станува збор? Најпопуларната. Која е најпопуларната? Има популарни неколку, да. Да ги изненадиме нашите гледачи. Поглед како стрела, срце знај ме погоња.
Се враќаме назад во нашата програма, во емисијата Цакум Пакум на канал 31. Даре, што се после оваа турнеја, што се следни планови? Има нешто во најава? Да. Имам еден проект кој што ќе биде многу сериозен во суштина и многу внимателно бирани се и авторите на тој проект. Ќе биде многу професионално од музика, од текст, од аранжман, па дури и видео. Тоа ќе биде уште еден чекор плюс во мојата кариера, да речеме. Сега сакам и да се навратам и на нешто друго. Навистина, покрај овие убави работи што ги слушнав од моите драги колеги, сакам да кажам да се надополнам во ова на некој начин богата заедничка кариера, јас од моја страна, колегите од нивна страна. Имам пеено дури и на јапонски. Една песна. Една? Да, една песна на јапонски, да, за возврат. 2018 година со Синтезис бевме на концерт во Токио, во Јапонија. Имаше над 600 посетители. И најпознатиот бас овој оперски пејач во Јапонија, Казухиро Котецу, заедно ја пеевме песната Болен ми лежи Миле Поп Јорданов и сега моравме да вратиме на јапонски да пееме. И сега тие имаат некоја шлагер песна таму и јас морав да ги учам зборовите на јапонски и помина прекрасно концертот, многу убаво. Впрочем, сакам само да се надополнам во оваа убава атмосфера кога зборуваме за концерти на ЕСМА и на Синтезис. Ние знаеме што значат овие гигантски имиња во македонската музика сепак. Тоа би било тоа што сакав да надополнам. Мими, одиме со една твоја изведба, ќе ги почестиме нашите гледачи со Песната се вика Мајка, која што ја напиша мојот сопруг, музика и текст се негови. Аранжманот го правеше Дамир Мери. Навистина е, можам да кажам, тажна песна која што е вистинска приказна, која што се случувала и за жал се случува сега, зашто станува збор. Не жали ме, мајко, не жали ме, тоа што одам од тебе. Солзиве што капат по мене, знаат што се ке помине. Далеку си ти од мене, но ке дојде ден да не собереш. Мајка, сама тагува срце и душа во два куфера. Мајка, само остана двајца браќа, та испраќа.
знае ке ве разбере. Мајка, сама тагува срце и душа во два куфера. Мајка, сама остана двајца браќа, та испраќа срце и душа, та испраќа. Се враќаме назад, одиме со Мими. Вие имате една многу добра, специфична авторска песма. Се вика? Песната се вика Браќа но не свират вечерва, која што е навистина добар ритам за играње и се надевам дека ќе го уживаат. Ја напиша автор на таа песма беше? Автор на таа песна е секако мојот сопруг. Се Со соработка да видат со добро, оставаме Раде. Да, оставаме на гледачите, слушателите да го видат тоа и да, нели, ја препознаат таа енергија што ја направивме за нив. Се надеваме ќе им се допадне на нашите гледачи уште еднаш вашата добра, омилена авторска песма. Може. Одиме. Браќа но не свират вечерва, и јас со нив да ви запеам. Сите сте тука до мене, вечерва ние славиме. Нема кој да не раздели, што сме срекни, сме весели. Добро нека се слуша, ке славам јас со душа. Вака нека не има, со вас јас да бидам. Добро нека се слуша, ке славам јас со душа. Вака нека не има, со вас јас да бидам. Браќа но не свират вечерва, и јас со нив да ви запеам. Добро е да сме заедно, за ноќта долга да прославиме. Времето и спомените, само тоа ке ни остане. Добро нека се слуша, ке славам јас со душа. Вака нека не има, со вас јас да бидам. Добро нека се слуша, ке славам јас со душа. Вака нека не има, со вас јас да бидам.
ке славам јас со душа, вака нека не има, со вас јас да бидам. Добро нека се слуша, ке славам јас со душа, вака нека не има, со вас јас да бидам. Се враќаме назад после оваа убава песма, да им се заблагодариме на моите гости, на нашите гости во емисијата Цакум Пакум. Од срце ви благодарам, голем успех, многу хитови и уште настапи, па се надевам година пак ќе ни бидите гости. Да сте живи и здрави, ви благодариме на одвоеното време на вашата емисија Цакум Пакум. Упатуваме поздрав до сите гледачи и слушатели, од срце поздрав од Македонија. Многу ќе ни биде мило во што поголем број да ве видиме, да се дружиме, да се запознаеме. Како што сум го кажал, тоа во многу наврати и тоа ќе ни остане. Значи дружбата, значи овие моменти што ги поминеме сега, тоа ќе ни остане, така да и ти благодарам и ќе ни биде мило да има, нели, интерес и до година да сме заедно со сите вас. Се надеваме ќе се види. Мими, ти посакуваме уште многу хитови, многу песми, како што велиме, почеток е ова. Така е. Во вашата кариера да имате само нагоре, успеси. Ви благодарам, поздрав до сите гледачи, поздрав до вашата емисија, прекрасна емисија и се надевам дека ќе се дружиме повторно. Се надевам, мило ми беше. Даре, многу хитови, како што кажа, многу години борба на естрадата, уште многу години да има и само хитови да има. Благодарам многу, ќе работиме, тоа е наша задача да бидеме подобри и да работиме, да оставиме позади себе материјал кој што ќе се памети и нормално. Благодариме на Цакум Пакум и до година, па можам да речам уште подобри, уште погоре и со некои нови проекти и вие исто така. Ти благодариме, Даре. Другиот дел? Ви благодариме на поканата. Ќе се трудиме, како и до сега, така и од сега, да ствараме музика која тоа е фактички и нашата цел, нели, да ствараме музика која ќе го весели народот. Ви благодариме на поканата, прекрасна емисија, Цакум Пакум. Ви посакуваме исто така и на вас многу успех и поздравуваме сите ваши гледачи. Ви благодарам уште еднаш на вашето одвоено време. И уште еднаш да му се заблагодариме на Македонското младинско друштво Никола Карев. Тука се стално со најдобрите во Мелбурн и најпосветеното друштво во Мелбурн. Јас сум Филип Нуне. Јас сум Раде Нуне. Ние сме браќа Нуне. А вие гледате Цакум Пакум. Јас сум Дарко Билбиловски, а вие задолжително да гледате Цакум Пакум. Јас сум Мими Јовановска, а вие гледате Цакум Пакум.